Половина мандат, кај половина од ветувањата кои ги дала владата, напредок има, а 1 од 5 е целосно реализирано. Ова го покажуваат резултатите од новата анализа спроведена од Институтот за економски истражувања и политики Finance Think во соработка со Младинскиот образовен форум, Македонскиот центар за граѓанско образование и Македонското лекарско друштво. Распределени во 5 клучни области – образование, здравство, социоекономски политики, млади и родова еднаквост, анализата покажува дека 18% од ветувањата се целосно исполнети, 30% се во насока на исполнување, 39% не покажуваат напредок, 6% се движат во спротивна насока, а за 7% нема достапни информации. Најголем напредок е забележан во областа на образованието, исполнувајќи ги ветувањата за доделување ваучер за набавка на електронски уреди за сите студенти, како и проектот Купи куќа за млади. Сепак, остануваат неисполнети ветувањата како отворањето на 70.000 нови работни места за млади. Реализацијата на овие ветувања е многу битна поради тоа што допира до две клучни точки од животот на младите, а тоа се пристапот до достојни електронски уреди и самото домување. Домувањето како посебен проблем е особено битно во самиот регион. Состојбата е позитивна и кај макроекономските ветувања, со стабилен раст на бруто домашниот производ и ликвиден банкарски систем, но инфлацијата и сивата економија отстапуваат од целите. Сепак, во областа на родовата еднаквост, втора година поред нема целосно реализирано ветување. Во текот на следните 2 години да има поголема реализација на оние ветувања кои што представуваат приоритет на граѓаните и на таков начин да има усогласување на потребите на граѓаните со она што владата го реализира. Преку платформата Компас, надлежните веќе 6 години поред ги следат исполнувањата на владата и апелираат до граѓаните да се информираат и едуцираат за сите владини ветувања, со цел да бараат поголема отчетност.